Во далечната 1961 година, ние, 14 годишни девојчиња, се запишавме како прва генерација во Штотук отвореното Прилепско средно медицинско училиште за струката медицински сестри и акушерки. Од нив завршивме само 18, бидејќи критериумите беа многу строги. Иако бевме само со завршено средно образование, ние бевме многу стручни и оспособени дури и сами да ги водиме породувањата. Носталгично се присетува сега веќе 19 години пензионираната акушерка Магда Тинтоска-Матраковска. Таа е една од само неколкуте се уште живи акушерки од таа прва генерација кои ги правеле пионерските чекори во едуцираното здравство кај нас. Бевме толку стручно подготвени, што вистински сами водевме раѓања. И то се распространивме низ цела, тогаш беше Југославија, низ цела Југославија, а некои по селата отидовме. Јас се, например, конкретно работев 3 години на село. Имав 360 раѓања за 3 години. Дома ги пораѓав, сама работев со општи лекар. Меѓутоа, ниеден пороѓај не беше, имаше и патолошки раѓања. Меѓутоа, бевме спремни ние. Слични се сеќавањата и на незината колешка Катерина Арапчевска-Јакимовска, која вели дека и ден денес таа си е и буквално влюбена во својата професија. Нас не спремаја за теренски акушерки. Јас имам појдено Маријово со хеликоптер во тоа време. Јас сум имала и да плачам и да ја пораѓам. Струјата ќе прекрати. Аспиратор немаш, не можеш бебето да го аспирираш. Трчат налево, надесно со свеќи, со лампи и така завршивме. Денес, 64 години подоцна, во Средното општинско училиште Ѓорче Петров, 545 ученика изучуваат неколку области од здравствената струка, а од нив 272 се медицински сестри. И понатаму од ова училиште излегуваат квалитетни кадри исто како некогаш, уверува директорката на училиштето. Значи имаме многу голем интерес за препис на дипломи од здравствена струка, во просек по околу 10 и повеќе годишно, и исто така многу често медицинските сестри кои што веќе се иселиле во држави надвор од Македонија бараат да им се направи фонд на часови за да можат таму да работат каде што се појдени. Инаку, Прилепското медицинско училиште е второ такво училиште кое било отворено во 60-тите години од минатиот век во Македонија. До тогаш такво средно училиште имало само во Скопје.